Под животна средина се подразбира збирот од сите надворешни фактори биотички и абиотички на кои е изложен еден организам. Биотички, односно живи фактори, се влијанието од членовите на истиот или друг вид врз развитокот и обстанокот на единката, додека абиотички се неживите фактори, влијанието на почвата, водата и воздухот врз организмите. Еколошката свест на граѓаните, нивниот удел во животната средина се теми на кои што секојдневно се дебатира со цел да се подигне еколошката свест и нивниот придонес за подобрување на биодиверзитетот. Според потпредседателката на еколошкото друштво Вила Зора Сашка Коцевска, велешан имаат високо развиена еколошка свест и активно се вклучуваат во проектите за животната средина. Во досегашното искуство во почетокот имавме многу поголеми напори за да се подигне свеста на граѓаните, меѓутоа сега, барем за тоа што сме имале соработка и со други организации на ниво на општина на Република Македонија, кои што имаат многу поголем проблем за пример да организираат некаква активност. Ние имавме минатата година исто така активност за собирање на пластични шишиња. Зачудувачки голем број на граѓани се одзваа на активност и досега, барем од наше искуство, сите активности кои што сме ги реализирале на општина Велес се со огромна поддршка од граѓаните. Додека докторот по технички науки Бошко Ников, кој што е македонски инженер, металург и стручњак за животната средина, со предупредување и апел до граѓаните на Велес да внимаваат што прават, бидејќи секоја активност влие врз животната средина. Прво би било внимавајте што правите. Секоја наша активност се одразува врз животната средина. Еден најобичен пример, доколку менувате масло на автомобилот и ако тоа го правите сами, никако не го правите на отворено. Затоа што концентрациите на масло во подземните води е ограничено на неколку микрограми на литар, а доколку, например, дојде до контакт на 1 килограм масло со подземните води, тоа значи креирање на околу 10.000 кубни метри загадена вода. Таа порано или покасно ќе дојде до некој бунар.